Добар ден, дневник на К3. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН денеска реагираше на пресконференција на градоначалникот Зоран Дамјановски во врска со сообраќајното решение на крстосницата на булеварите Трета македонска ударна бригада и Октомвриска револуција. И најавија дека ќе поднесат иницијатива до Советот на општината за измени на буџетот со што ќе се распише конкурс за ново идејно решение на оваа крстосница. Советниците на ВМРО ДПМН ќе поднесат иницијатива до Советот на општина Куманово за измени во буџетот, со што ќе се издвојат средства за подготовка на идејно решение за крстосницата помеѓу булеварите Трета македонска ударна бригада и Октомвриска револуција. Од ВМРО ДПМН на пресконференција уште еднаш реагираа до градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, осврнувајќи се на пресконференцијата која градоначалникот ја одржа во петокот и дека тогаш дал уверување дека општината презема мерки и го дала својот максимум во однос на решавање на овој проблем. Според председателот на ВМРО ДПМН Драган Петковски, состојбата на терен е алармантна. Вистината е сосема поинаква и граѓаните го гледаат, го знаат и секојдневно го чувствуваат тоа. Останува само да лепти срамот на една многу одамна однародена локална власт, која парите во голем дел ги троши недомаќински, а не за потребите на граѓаните. Тоа што секојдневно го гледаат и го чувствуваат граѓаните е уште еден јасен приказ за неодговорната и бескрупулозна политика на локалната власт. Ова состојба е веќе поодамна алармантна. И многу наши сограѓани ја плаќаат со материјални штети, а неретко и со телесни повреди и со човечки жртви. А градоначалникот со своите смирувачки изјави ни најмалку не придонесува за подобрување на ситуацијата. Петковски истакна дека и покрај тврдењето на Дамјановски, проблемот не е надминат и дека Дамјановски 11 години ги убедува граѓаните во нешто што и самиот не верува. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН беше речено на денешната пресконференција ќе продолжи редовно да го потсетува Дамјановски за обврските како градоначалник и до СДСМ како партија, чии кадри со децении управуваат со општината. Од ВМРО ДПМН нагласија дека ќе продолжат и во иднина да ја алармираат локалната власт за проблемите во градот, надевајќи се дека елементарните проблеми ќе бидат испочитувани до крајот на мандатот на Дамјановски. Општина Кратово преку проектот за подобрување на општинските услуги финансиран со заем од Светска банка обезбеди финансиски средства за реализација на подпроектот и изградба на нов зелен пазар, а местото полека го добива новиот лик. До крајот на годината кратовци ќе добијат модерен градски пазар кој што ќе ги задоволи сите нивни потреби за удобно пазарување. Зелениот пазар ќе биде затворен од 3 страни, а со пробивање на заобиколен пат околу пазарот ќе се растовари сообраќајот на улицата Свети Ѓурги Кратовски. Исто така, и безбедноста на пешаците ќе биде на повисоко ниво, затоа што ќе се градат тротоари до центарот на градот Кратово. Со тоа ќе биде решен еден од најголемите проблеми на жителите покрај недостигот на паркинг простор во градот. Градоначалникот на Кратово Мите Андоновски информираше дека ќе се уредува и улицата која води до зелениот пазар, а во процедура е обезбедување средства за изградба и на паркинг простор. Сега знаете на какво место беше пазарот под отворено небо и луѓето нема услови да пазаруваат. Ако има дожд, снег, значи условите беа за никаде. До крајот на годината пазарот ќе биде завршен, обезбедени се околу 32 милиони за изградба на покриен пазар, каде што ќе има најнормални услови луѓето во било какви временски услови да пазаруваат. Во Кратово постои традиција во сабота сите луѓе од селските населби да доаѓаат и да носат своји земјоделски сточарски производи, а луѓето од градот да се снабдуваат и да пазаруваат за цела седмица. Една од најзначајните придобивки од овој проект се подобрени санитарни и хигиенски услови за корисниците на објектот со изградба и поврзување на пазарот до инфраструктурната мрежа на градот. Привремено, пазарот е префрлен на паркингот на автобуската станица во Кратово. Основното училиште Толи Зордомис долги години наназад соработува и реализира различни проекти и активности во знак на унапредување на самото училиште и воспитно-образовниот процес, преку кои се овозможи реновирање на училиштето. Освен тоа, активностите од проектите овозможија зајакнување на капацитетите на наставниот кадар на лицата со посебни потреби, опфатени преку обуки и работилници со цел надминување на стереотипите за овие лица.
Основното училиште Толи Зордомис е училиште од мултиетнички карактер, кое континуирано соработува и реализира проекти со цел напредување и поуспешно реализирање на воспитно-образовниот процес. Во завршна фаза е проектот во кој учениците имаат заеднички посети и изведување на екскурзии. Посетија голем број на верски и културни објекти, уметнички галерии, реализира заеднички приредби. Со имплементација на проектот сите деца учат заедно преку гранична мрежа на инклузивни училишта. Во училиштето се изградени пристапни рампи, лифти и специјални тоалети за учениците со посебни потреби. Имаме добиено со дечиња за посебни потреби соработка со Институт за дефектологија, наназад повеќе години предходно имаме подпишено таа соработка, пристапна рампа ќе снимите, ќе видите, лифт исто така добиено, училиште кое има добиено лифт за тие дечиња за да можат полесно да комуницираат и е поврзано целото училиште од подрумски дел до највисокиот кат. Значи, замена на кровна конструкција, реновирано целосно ново училиште во подрачно училиште, нова зграда, санитарни јазле тамо воведено, значи училиштето немаше таму, направени се. Меѓу останатото во училиштето години наназад се реализираат активности од меѓуетничка интеграција во образованието, проекти поддржани од Министерството за образование и наука и УСАИД, со која возможена замена на ПВЦ столарија на целото училиште. Преку проектите добиени од Данското министерство и норвешката и холандската влада се овозможи да се обезбеди неонско осветлување за целото училиште. Проекти добиени надвор преку Данско министерство, норвешка влада, холандска влада, каде што имаме неонско осветлување на цело училиште, ова игралиште, трибини исто така направени во соработка исто така со локална средина, поддршка и повеќе донации и проекти од тој карактер. Во основното училиште Толи Зордомис во градот има 36 паралелки, од кои 27 се на македонски наставен јазик, а 9 се на албански. Во подрачното училиште во селото Режановце се реализира настава на македонски јазик во 9 паралелки. Учениците од средното општинско училиште Ѓорче Петров Крива Паланка уште еднаш ги покажаа своите високи квалитети во познавањето на францускиот јазик, освојувајќи ги првите места на државниот надпревар Олимпијади по француски јазик. Овие достигнувања значат ширум отворени врати и нови успеси на меѓународен план. На 15 мај на Филолошкиот факултет Блаже Конески Скопје се одржа државен надпревар Олимпијади по француски јазик, на кој кривопаланичките средношколци беа најдобри во пишување, говорење и креативно изразување. Надпревар учествува ученици од нашето училиште и тоа Фросина Стојковска и Сидора Нунева под мое менторство и Анастасија Величковска под менторство на колешката Мимоза Величковска. Учениците покажаа многу добри резултати. Значи, ние така се спремавме еден извесен период, може би малку и подолго и потrebно и се надевавме дека може би ќе освоиме нешто, но еве, значи, за наша голема радост, при прогласување на победниците, значи, Фросина Стојковска освои прво место, Исидора Нунева освои второ место, додека Анастасија Величковска остана на четвртото место. Надпреварот се одвивал во два дела, писмен и устен. Писмениот дел е елиминацијски, а кривопаланичките франкофони успешно го положиле, пошто следувале писмено изразување и граматички тест на кој нашите средношколци уште еднаш ги покажале своите квалитети. Францускиот јазик е многу интересен за учење и за разбирање. Тестот беше составен од повеќе дела, имаше граматички дел, дел за усмено разбирање, дел за писмено разбирање. Исто така пишувавме есеи на две напознати теми, од кои биравме една. И со полоосвоените поени поминувавме на устниот дел. Конкуренцијата не беше многу лесна, имаше над 30 учесници од повеќето градови од Република Македонија, но сепак е голем успех нашата гимназија да ги освои првите 4 места. Овие млади франкофони покрај наградите и бенефитите кои ги заслужија со трудот, исправени се и пред нови поголеми предизвици кои им ги нуди францускиот јазик на меѓународен план. Со освојување на прво, второ и трето место на државно ниво, тие имаат право да се конкурираат за добивање на стипендија, значи од Министерството за образование, и мислам дека првото место го следува и така една парична награда, не знам во кој износ е. Тоа всушност за нив е и можеби да кажем една убава мотивација, но тие сакаат да го изучуваат францускиот јазик покрај тоа, значи не имаат учество земено само на овој надпревар и на други надпревар учествувавме до сега со овие ученички, покажуваме резултати, значи и мислам дека изучувањето на францускиот јазик сепак
вродува со некакви плодови, значи промоција на училиштето направивме на тој начин. Говорењето странски јазик е предност. Колку повеќе јазици знаеме, толку повеќе култури познаваме и исто толку врати во животот можеме да отвориме, а пријателствата и искуствата кои ги стекнуваме се онолку побројни колку што сето тоа ќе го надградиме и примениме во правилна насока. Членовите на Глоу клубот од Крива Паланка подготвија кратка представа за прво и второ одделенците од основното општинско училиште Илинден со порака за заедништво, тимска работа и развој на сопствените вештини. Само тимската работа носи напредок и добри резултати. Мрзеливоста е безполезна. Трудолюбивоста пак гради кули, носи напредок. Ова се само дел од пораките упатени до најмалите ученици од основното општинско училиште Илинден од Крива Паланка, кои ги пренесоа членовите на Глоу клубот преку 30-минутниот драмски перформанс. Представа во која што главна порака е значењето на тимската работа, а потоа организиравме работилница со они во која што изработувавме заедно пораки на кои што се испишани важноста на пријателството и на другите морални вредности. Глоу клубот од Крива Паланка работи под менторство на Кристин Декорс, волонтер на Мировниот корпус во Македонија, која извршува својата 2-годишна мисија во основното општинско училиште Христијан Тодоровски Карпош во Ранковце. Декорс рече дека позитивните карактеристики на детето треба секогаш да се истакнуваат. Ова беше постигнато и преку работилниците одржани со сите паралелки од прво и второ одделение, пошто на дечињата им беа поделени и мотивацијски пораки. Организиравме да работиме со овие мали деца, да ги учат англиски, да биде интересно нешто, да вежбаме малку, да работиме заедно. Пред ова имавме малку приредба со мравки, што работат повеќе. Имаме 3 мрзливи мравки што не работат. И порака е да работиме заедно и повише. Глоу клубот нема постојани членови, туку се доаѓаат средба за средба. Представата ја подготвувавме под менторство на Кристина Декорс, волонтер од Мировен корпус. Во неј учествуваат 10 членови кои што глумеа и плюс 2 кои што помагаа во работилниците за да тимот да не биде пополнет. Ние подготвувавме некаде околу 3 месеци и најверојатно ќе изведеме и во училиштата во Ранковце мождивниот екип Сача. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов е добитник на годишната меѓународна награда Иса Бек Исаковиќ, што Босна и Херцеговина секоја година ја доделува на европски државници. Оваа награда ја примам како признание за Република Македонија и за македонските граѓани. Ова признание е особено значајно бидејќи е посветено на голем визионер кој зад себе оставил трајни материјални и духовни мостови на мир, соживот и соработка. Истакна председателот Иванов по добивањето на наградата што му беше врачена во Националниот театар во Сараево. Обраќајќи се пред присутните гости, меѓу кои голем број амбасадори, Иванов рече дека современи продолжувачи на делото на Иса Бек Исаковиќ се поединците и организациите кои се вклучени во изградбата на Балканот, како дел од отворениот европски простор. Според него, таа споделена одговорност се состои во негување на врската што ја воспоставиле визионерите од минатото, да останеме верни на нивниот градителски дух, да инвестираме во современите друмови, карвансараи и чаршии, односно во патната и железничката инфраструктура, во трговската размена и во економската соработка. Преку диалог да ја градиме меѓусемната доверба, истакна председателот Иванов. Тој посочи дека како регион имаме се што ни е потребно: ресурси, традиција, креативни луѓе. Единствено што ни треба, рече, одговорно лидерство. Председавачот со комитетот за доделување на меѓународната награда, академик Вјекослав Герц, истакна дека наградата на председателот Иванов му е доделена како признание за извонреден државник, човек кој е европеец, космополит и кој има исклучителна духовна ширина. Меѓународната награда Иса Бек Исаковиќ е најзначајно независно граѓанско признание во Босна и Херцеговина, воспоставена во 2005 година со цел меѓународна промоција на Сараево и Босна и Херцеговина, нејзината култура и разновидна етнонационална структура. Лидерот на ВМРО ДПМН е Никола Груевски денеска во Луксембург оствари средби и имаше куси разговори со повеќе европски политичари. Груевски е во Луксембург по повод одбележување на 40 годишнината од постоењето на најголемата политичка структура во Европа, Европската народна партија.
Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска во Луксембург оствари повеќе разговори и куси средби со европски политичари во рамки на одбележувањето на 40 годишнината од постоењето на Европската народна партија, најсилната политичка структура во Европа. Заедно со германската канцеларка Ангела Меркел, со лидерската двојка на Европската унија Жан-Клод Јункер и Доналд Туск, еврокомесарот за преговори и проширување Јоханес Хан, 50 на европратеници, како и голем број други председатели на држави влади од демохристијанската политичка опција на стариот континент, Груевски денеска на покана на Европската народна партија е дел од големиот настан заедно со европската и светската политичка елита. Според програмата на Европската народна партија, денеска во Луксембург најпрво ќе се одржи состанок на председателството на Европската народна партија и политичко собрание на кое ќе присуствува и Никола Груевски заедно со пратеникот Владимир Ѓорчев. За време на тоа е закажан и свечен дел од прославата на 40 години од постоењето на европските демохристијани, дебата на тема иднината на Европа, каде заедно со Меркел, Туск, Јункер, Хан, Орбан и Мицтакис и другите европски лидери ќе учествува и Груевски. Од ноќеска на полноќ растат малопродажните цени на нафтените деривати, па така дизелот ќе се продава по цена од 3 денари, а бензинот за 2 денари, пресече денес регулаторната комисија за енергетика. Од ноќеска на полноќ растат малопродажните цени на нафтените деривати, па така дизелот ќе се продава по цена од 3 денари, а бензинот за 2 денари, пресече денес регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 се зголемуваат за 2 денари литар и со тоа цената на Евро Супер БС 95 изнесува 64 денари по литар, додека малопродажната цена на Евро Супер БС 98 изнесува 66 денари по литар. Малопродажните цени на евро дизелот и екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 3 денари литар и со тоа малопродажната цена на евро дизелот изнесува 50 денари по литар, додека малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство изнесува 38,50 денари по литар. Малопродажната цена на мазутот се зголемува за 1,419 денари по килограм во однос на цената утврдена со одлуката од 16.5.2016 година и со тоа цената изнесува 20,883 денари по килограм. Со ова одлука се врши зголемувањето на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек 8,98%, односно 5,64% во однос на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати, утврдени согласно одлуката на регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија од 16 мај 2016 година. Цените беа формирани во однос на курсот на денарот во однос на доларот во текот на изминатите 14 дена, како и цената на нафтените деривати на светската берза. Пет мина ранети при експлозија на автомобил бомба во Турција. Украинска служба за итна медицинска помош соопшти дека во пожар кој зафатил приватен дом за стари лица изгореле 17 луѓе, а 5 се повредени. Во Швајцарија ќе биде отворен најдолгиот тунел во светот. Така наречениот Готар ќе поминува низ срцето на швајцарските Алпи. Свето денеска. 5 мина припадници на турската полиција се ранети денеска при експлозија на автомобил бомба крај полициската станица во турскиот град Кулп во близина на границата со Сирија. За сега никој не презеде одговорност на нападот. Кулп се наоѓа во југоисточниот дел на Турција, каде претежно живеат курди. Во овој регион во последните неколку месеци често доаѓа до вооружени судири меѓу безбедносните сили и припадниците на курдската работничка партија. Украинска служба за итна медицинска помош соопшти дека во пожар кој зафатил приватен дом за стари лица изгореле 17 луѓе, а 5 се повредени. Се уште не е утврдена причината за пожарот, што избувнал во резиденцијата за стари лица, во кој биле сместени 35 станари во местото Литочки, околу 30 км северно од Киев. Фотографиите снимени од итната медицинска помош покажуваат дека огнот ја проголтал двокатната жолта зграда. Противпожарниот сервис изјави дека во спасувањето на стари лица и гаснењето на пожарот учествувале над 150 луѓе.
Во Швајцарија ќе биде отворен најдолгиот тунел во светот, така наречениот Готар ќе помине низ срцето на швајцарските Алпи. Тунелот е долг 57 километри, а изградбата чинела 12 милијарди швајцарски франци. На изградбата работеле 2400 работници, а свечено ќе биде отворен оваа недела. Сега патувањето со воз од Цирих до Милано ќе трае 2 часа и 40 минути. Овој тунел го надмина претходниот најголем тунел, јапонскиот Сейкан, кој со своите 53,9 километри беше најдолг во светот. Тунелот целосно ќе започне да се користи во декември годинава. Идејата за изградба била дадена уште во 1947 година од страна на швајцарскиот инженер Карл Едуард Грунер. За да се изгради тунелот биле ископани над 28 милиони тони камен. Изградбата официјално започнала во 1999 година, но имало многу бирократски и финансиски проблеми во текот на истата. Екипата на Гоблен доживеа пораси во вториот надпревар во бараш пресметката од Академија Пандеви со 3-1 и со вкупен резултат од 5-2, со што не успеа да избори пласман во втората лига. Фудбалерите на Академија Пандеви запишаа историја за својот клуб, кој е еден од најмладите на домашната фудбалска сцена со пласманот во втората лига од следната сезона. Академија Пандев и на реванш дуелот од баражот за место во второлигашката конкуренција ја потврдија својата доминација во однос на Гоблен, победувајќи го втор пат сега со 3:1. Претходно на првата средба Струмичани славија со 2:1. Екипата на Гоблен, иако во текот на целата сезона играше одлично и беше на чекор до пласман во втората лига, сепак на крајот не успеа во бараш пресметката. Што се однесува до вториот меч со Струмичани, Гоблен според зборовите на тренерот Имери одиграл одлично во првото полувреме, меѓутоа и покрај се во вториот дел Академија Пандеви победа со 1:0 и тогаш во тој момент беше јасно дека шансите за успех се многу мали. Единствениот гол за Гоблен го постигна младиот Лютфију. Сепак и покрај се екипата од Куманово најавува дека следната сезона повторно ќе се обиде да се избори за пласман во втората лига. Футсал екипата на Железарец ја потврди доминацијата во домашното првенство, откако успеа да ја освои двојната круна, со што докажа дека во македонската футсал лига нема сериозна конкуренција. Екипата на Железарец на импресивен начин ја заврши сезоната освојувајќи нова двојна круна на македонската футсал сцена. Откако минатата седмица се закитија со титулата, играчите на Железарец слави и во купот на Македонија, триумфирајќи над Јувентус Серава со убедливи 7:0. Во реприза на минутогодишното финале во купот, најтрофејниот клуб во футсал уште еднаш ги демонстрираше своите квалитети, кои веќе 8 години поред му го носат епитетот најдобар. Младиот репрезентативец Мартин Тодоровски го отвори резултатот пред крајот на првото полувреме, а искусниот Талмон Исмаили на почетокот на вториот дел зголеми на 2:0. Тодоровски ја затресе противничката мрежа и зголеми на 3:0, а до крајот на надпреварот меѓу стрелците се запиша и Леовски, Петровиќ, Крстевски и Ранготов. Во еден од најинтересните финални мечеви од ракометната лига на шампиони, екипата на Кјелце во драматичен надпревар го совлада Веспрем и го освои тронот. Во невидено финале во Кјелн по 2 продолженија и по изведување на седмерци, Кјелце со историски пресврт го победи Веспрем и освои титулата во Лигата на шампионите. Веспрем имаше 9 гола предност, но во финишот од надпреварот унгарците направи од готово вересија, ги испуштија сите конци и победата за европската титула. Кјелце во второто полувреме направи неверојатна серија од 9:0, успеа да се врати во игра и од загубен меч на крај славеше голема победа за европска титула. Во регуларниот дел на преварот заврши 29-29 по двете продолженија од по 5 минути. Резултатот беше 35-35 и на крај по изведување на седмерци Кјелце беше подобар со вкупен резултат од 39-38. За тимот на Талан Душебаев ова беше трет настап на Final Four турнирот во Кјелн, прво европско финале и прва титула во Лигата на шампионите. Во победничката екипа се истакна Рикман со 8, додека во поразениот тим најефикасен беше шпанецот Угалде со 6 голови. Третото место го освои ПСЖ, додека на последната позиција заврши Кил. Досегашниот голман на Хановен Рон Роберт Цилер е продо за силување на Лестер за наредната сезона. Повремениот член на германската селекција веќе се наоѓа во Англија, каде ќе изврши медицински прегледи, а Хановер од неговиот трансфер ќе заработи 2,7 милиони евра.
Цилер има 27 години и се враќа во Англија, бидејќи во период од 2005 до 2010 година беше во составот на Манчестер Юнайтед, но никогаш не доби шанса да се докаже. Инаку Цилер 5 години поред е прогласуван за најдобар член на екипата, што му возможи да дебитира за националниот тим во 2011 година, чиј дрес го носеше 6 пати. Во Лестер ќе се обиде во конкуренција на данецот Каспар Шмајхел да се избори за прв голман. Времето денеска сончево и многу топло со мала облачност. Попладне ќе има услови за изолирана нестабилност. Тука е крајот на овој информативен блок. Благодарам на вниманието. Пријатно попладне.